Здраво другари, здраво криптореволуција. Едно од моите кратки видеа. Чисто се пофалам, интересно е дека беше са. Браќата теко ти да се јави, брат. Рипаме, имаме напредок у Македонија, значи од 3 минути видеото почнуваат просек 8 минути, 6, 8, 7, 10, 6, 12, значи типовите нели не го догледат сите, но 100 луѓе ги гледат целосно. Али поголемиот процент затоа ги дава вака, ги гледат по просек и из досади, разбираш. Одма само што го изгледа 8 минути и звонат му, брат, ајде на кафе, разбираш се. Он не може, брат, да го остави кафето за да гледа криптореволуција, брат. Дај не ме заебавај, брат. Чи сега да не се лажеме да се правам нешто паметен. Пред 20 години истото и јас ќе го направив што сега. Али има напредок. Има напредок. Еве ако мислите дека правам милиарди, 16,84. Човече, замисли си што да купам, ако може да ми пишете у коментар, тоа е многу пари. Али уште не ми е одобрена, сега ми тражат македонски пасош, кој што ја го немам, нели од како оставија Северна Македонија, јас одбивам да го вадам и немам македонски пасош, немам можда едно многу години. Немам македонски пасош, а они за да потврдам името дека ми е тоа, не само од америчкото ID, значи ја немам амерички пасош, значи од америчкото ID, туристичко чудо сум тука, 12 години, значи треба да имам и македонски пасош, треба да одам у Чикаго или у Калифорнија беше амбасадата, значи да извадам македонски пасош за да ми одобрат да ги земам овие чуда. Така да, валјда, кога ќе земам македонски пасош, фул ќе ми го одобрат за да ми ги дадат тие доларчиња. Али како е да е, ќе треба да имам да извадам македонски пасош. Пошто Путин и руската чизма додека да стигне у Македонија, нема да може да си дојдам, за жал. Немам пасош, брат. Ако ќе заврши булмаркетот, нема да може да си дојдам у Македонија. Немам пасош. Ништо, ќе мора да извадам од, иако викав дека никош нема да извадам, ќе треба да извадам од северната креација, за да си дојдам потаму почнува борбата. А другари малку сака конспираси, еве да видите ЦИЕК како користи биткоин. Is a practical tool. Bitcoin is a practical tool. Shitbirds use it. Bad guys use it all over the world. And you have to understand that that's how the federal government sees it. So because Bitcoin is used to fund terrorist operations, human trafficking operations, weapons smuggling operations, I mean, Bitcoin people love to look past this, but the truth is all of the initial use cases for Bitcoin were all nefarious. When all of your primary use cases were nefarious, you're not, I mean, that's what CIA believes. That's what the federal government believes. It's a nefarious tool. Do we still use it? Hell yes. Because... Да не ја тупеме, не за друго, да не ме го блокират видеото, најчесто кога го употребувам видео од други канали, каналот ако не го дозволува, значи можно е да ми ја тргнат и монетизацијата и плюс да ми го блокират, разбираш, да ме терат да го избришам тај дел, да го снима наново, драндана јарење. Ќе оставам значи, под секое моје видео, треба да се учите, под секое моје видео, под секое моје видео, другари, тука, гледате. Значи, оставам тука линкови и чекаме да видиме за линко ме интересира. Која дата е? 3.11. Ништо, ово е национален крипто дей, национален реферал крипто дей у Македонија. Значи, за прв пат у историјата тројца македонци се уиделе преку мојот линк. Човече. Кои се тие тројца да ми пратат принт скрин, частам ги вечера у Македонија. Тоест водам во Охрид на пастрмка. Че може и ајкули ако има да ловиме, ама не е проблем. Ви ги ловите, ја ги пржам. Значи, братче, тројца луѓе улезеле преку мој реферал. Да, не ме зезе. Да не сте погрешка натиснале луѓе.
И така да, 1,5 милион. Wait, what the fuck? Какво? What? 2,5... Чекай бе, вчера не ли беше 1,5 милион? 2,4. Чекай бе. Тика беше от вчера видеото. Чекай, вчера? Да бе. Да бе, пред 20 сата. What? 1,5 милиони за 20 сати, дека е ово? 2,5 милиони ќе учествуват. Браќа, зар ќе стигнеме до 3 милиона играчи? Старите играчи се враќат. Чекај. Не е нешто за главно. Не бе. 1,5 милиона пред 20 сата 2,5 милиона. Човече, 7 години и требаше за ово чудо. Како бе него завршија ово чудо 2020-2022? Тие 3 милиони играчи гледаш ке си играе. Другари, тие тројца што сте, деко иде то чудо сега. Тие тројца што сте уиделе, што сте се регистрирале, алал да вие, со среќа. Упораки принтскрин доказ кој ќе прате од вас тројцата, Охрид оде на вечера. Таман ќе оземи Славчо. Он Охрид го учи на памет. Чекај, што сакав да кажем, бе. Леле, брат. Чекај, бе. 2,5 милиона. Мале човеч, тие се враќат назад. Тај гейминг ќе има нов World of Warcraft, ја гледам. Значи, луѓе, ќе ви го ставам ово да си го гледате сами. Натиснете си тука, друго е со превод. Значи, типо е поранешен цијаш. Мада, и жена му е, мада такво нешто како поранешен не постоje. Типо е ција подкаст, значи пуштене, гледате, многу е славен. Многу го гледат, ово му го немат многу гледано, и пред 7 месеци никој не веруваше у крипто. Иначе 401.000 и видеото му ги гледат доста луѓе и милионски прегледи има, значи типо е стајан од ција да креира мислење. Мислам и да креира и да го промене вашето мислење. Ќе си го гледате ово видео, чисто да разберете службите како оперират. Значи службите како користат биткоин, значи тоа нема да умре. А другото е многу интересно видео, пред 17 сати. Забрал сум лайк да ставам. Многу интересно луѓе видео, братче. FTX was arguably the second largest foreign exchange or currency crypto. Значи FTX беше стварно стигнало до второ место и многу јака америчка берза беше. Значи на второ место стигнува. Сите славни личности ја користија, многу пари фрле и беше дефинитивно на длабоката држава, не може да речем на Америка. Тука војната беше FTX од длабоката држава и кој што со години, јас сум првиот македонец што е кажал дека тие филмови CZ, да видите кој е CZ е типо кој што ја креира Binance берзата, значи продава го апартмана, ако не се лажам, и оде да живее, ако не сам, он друго не е ли у Америка, сите у гаража отварат и стануват милиардери, овај типо кај мајка му стана, ако не се лажам, или ренташе, не се сеќавам сега на сторијата. Кој се сеќава може да пише коментар или кој знаеш точно. Сега мрземе да знаете дека ми се аматерски видеата, значи шо помнам. Али типо у апартмано го почнува бизнису, додека американците нели у гаражите и тука станува најбогатиот човек, крипто милиардер и најпознатата и до ден денеска најака берза, крипто берза и не постоја со појаки staking rewards, заштита и со највеќе токени и коини. Али тај филм, другари, јас сум први македонец што кажал, мислам, жити се, јас сум теоретичар. Елон Маск почнал у гаражата, не ме заебае, татко му е милитари контрактор, мајка му е масон, сатанист 33 левел. Пишете кој му се мајка и татко и секи ви стане јасно.
мислам Бил Гейтс почнал у гаражата, кој беше Microsoft почнал у шупата, такви глупости луѓе, не се лажете. Значи типо исто, ништо не е почнал у апартман, ништо не е почнал у гаража или у шупа, значи типо е братче од службите на Кина. Значи моментално на светско ниво Кина ја држи најаката берза, тоест Binance. И како што ви кажувам, најбезбедна сигурно нема Кина да се обрука да дозволе нели контролирано нешто ако треба се деси, ќе се деси, знаеш. Али Кина ја руше, првично почнува да рушат и знае дека FTX е заглавена до гомна, до гуша, јас извинувам, до гушау криминал и Cryptocurrency open market exchange place. Може да нема да се слуша на видеото баба, ама ќе ви го пуштам у линк. The first largest is a place called Binance. The second largest was FTX, right? Or was Нешто имам проблем Sam со Bankman-Fried, звук. Fried's, company. Who had Binance? Who was that? Let's get to I heard that guy's Let's shady. get to that in a I second. heard the Binance guy's CZ. really shady. Let's get Yeah. to that in a second. So Binance made a play to buy FTX, right? That was the play. Everything rallied. Everybody's happy. Now, what kind of market have we been in for the last 9 months? Down market. 6 months, down market, right? What have cryptocurrencies done for the last 6 months? Crashed and decreased in value, right? And what's FTX looking for? Looking for a way to subsidize the fact that they've lost a shit ton of money. Because when they lose money, what that means is people are taking their cryptocurrency out and exchanging it for fiat currency. So if you remember, It's a Wonderful Life, if you guys remember that The old movie. movie. Yeah. Great movie. Yeah. Do you remember the run on the bank? Yeah. That's exactly what happened in cryptocurrency. People saw their assets were decreasing in value, so they made a run on the bank and they started taking their money out. And it wasn't there. It wasn't there. Exactly right. When Binance found out it wasn't there, then they pulled out. Do you know what they did before that, though? So now what you got is essentially FTX standing by itself, over leveraged, under resourced, in a crash. Right? Now, so that's how the whole crash happened. It has nothing to do with the Bahamas, has nothing to do with anything else. Do you know about before, though? But What Binance did before? go ahead. You didn't say it. Go. This is important context. Yeah, yeah. Binance announced, I guess like 8 or 9 days ago, that they were selling their 2.1 billion or something reserves of FTT, which is the token of FTX. And they didn't say why, but they said, we'd like to be responsible for the market and do it in an orderly manner. And that was the main driver to cause people to withdraw it. So then they were looking to buy it, and then they're like, oh no, your balance sheet's fucked. It's sketchy. It's very sketchy. I'm not saying it's not sketchy. Now let's go back to the question that Jim asked. Who owns Binance? Гледајте, Anybody care to guess? CZ? братче Цијаш потврдува нешто што јас сам го кажал пред не се сеќавам Binance кога беше креирана. Значи јас сум у Сиетл 7 години. 2 у Мајами, значи како ќе му дојде? Измеѓу 7 и 9 години. Аналитика, замисли, тогава ми се смеја македонците. Брат, што ти на те Binance кинеска ово оно, гледај братче, слушај. Слушајте, момчиња мои. No, I'm gonna guess that's not the answer. No, it's a Chinese organization. And let me ask you this question. Is cryptocurrency legal in China? No. No. It was outlawed 2 months Wait, ago. I thought mining was. Mining's still alive and well. They have no problem using Chinese servers to mine it and then sell it to the United States. Значи у Кина е нелегално, значи нивните жители, да, Кина ги направи најголемите од стварно тешка сиромаштија, буквално инсекти јадење што се вика, и ги ја направи најголемата средна класа на светско ниво, значи да, најзагадена, да, најголеми експерименти со технологија и чуда, да, за цел свет произведува, да, штетна околина, да, уништија се живо. Али, употреба од технологија, другари, и тие градови и тие банана села таму што беа загадени, тоа се минува. Тоа се минува и Кина, другари, почнува да произведува квалитетни работи. И јас, например, имам порачуване многу поквалитетни работи од тука, мислам од Кина, од било која друга држава. Така да, како што кажав, Binance е на Кина највисок левел на имплементација на технологија. Значи, замислете си,
појака берза имат од американците и од цел свет. But there is no cryptocurrency allowed inside China until China creates their own state CBDC. controlled, right? That's amazing. So basically, if you want, let me put on my tin hat now. You basically have a Chinese firm, knowing that they can mess with the market and have zero impact on their own people, make a large reinvestment of currency into the market. What happens when you flood a market with currency? You decrease the value of that Yep. currency. So they cause a flood, they decrease the value, and then they make two public announcements that basically bring into question FTX, their only competitor and the second largest crypto company out there. Were they looking to crash it? Probably not. They were probably just looking to cause pain the same week as a midterm, on the verge of whether or not we were going to be going into a recession. They were probably just looking to cause pain at all. But this was in excess of the pain they were looking to create. And now what we essentially have is the largest cryptocurrency exchange in the world is controlled by the Chinese, which is the only country in the world that doesn't use crypto. Сега, другари, 7 до 9 години стара аналитика тука ја запечатувам. Ја и прето имав слично видео на ова, али тука запечатувам новиот канал таа тема. Значи, испаднав управо дека Binance е на кинеските служби, највисок левел. И сега ако ќе речеш, брат, Кина ово она, другари, ја радо би држал all-in се таму, отколку на америчка берза, која што американците имат за традиција преку неколку години се живо да рушат, да банкротира и чуда. Binance, другари, од како сум у крипто 200 години не е имала никаков проблем. Иако Америка не познава Македонија што е имал проблем со Binance. Да му крадат пари, трансакција, мислам, македонски грешки да, ама од Binance грешки не. Такво нешто не. На светско ниво, ја неам видено било каква технологија да нема, значи замислете си колку дисциплинирано ја водат. Сега може утре некој ќе ја хакира или нешто ќе има проблем, тоа да, може да се случи, ама до сега луѓе од како постоje Binance, че ја не сум имал, нипо сум чул да има некој таков проблем со неа. Друго кратко, треба да пратите такви работи, има луѓе што дават награди. Значи, гледајте да соберете некоја награда за Стар Атлас. Чеки нешто друго требаше да спомнам. Има проблем. Уствари, гледаш, не се шернал. Твитер беше хакнат и немаме ги линковите од денеска. Братче, тоа е. Значи, тие двата ќе ги постирам, тоа е, другари, овоа оде нагоре, можно да е лажно, ама никој не знае, се зависи од какви информации ќе има и дали овие ќе играат сите на милиарди ќе оде нагоре, па овие па да ги дупнат надоле. Ќе видиме, можно е да е лажно качување, ама една работа кажам, ја не треба, мене не ми е битно лажно, не лажно, ќе паѓа, нема да паѓа. Мене ми е битно дека испаднав управо, погледнете го Зверо. Значи тие сите што на 0.23 беше, па и на 0.18 и паднал, ама ако сте купили, сега ако не сте вирували на 0.23 0.18, ваш проблем. Ако не сте земали плата, ваш проблем. Ако не сте осменили кафето и цигарите и кафаната за карданчето, што брат, многу си досаден само за кардано збориш. Да, ама чудото гледа го. Не падна на 0.23, не падна на 0.18, стоje, живо е. Ethereum иде пепел. Значи, другари, дека беше, имате технологија, шопинг, менете ги тие работи, кажа ви штетните навики ги менете за крипто. Нема страшно, ќе има bull market. Не ве гледаш Twitter, не најчесто од таму ка споделувам за да ги чита информациите. Кој беше друго? Само една секунда, чекай, леле, забрив да рестартирам. Ово видео, луѓе, тие што по сте напред, мислам што знаете англиски, што сте по-напред ово видео задолжително да го гледате. Пред 12 сат сум го постирал, 643 са го виделе, не верувам да
тоа го дава 643 се го виделе линко, а не верувам дека повеќе 10 души го имат гледано. Изгледајте го видеото. Изгледајте го видеото, е доста информативно. Значи типо е мултимилионер, 200 години у крипто. Изгледајте го видеото чисто да имате некоја слика. Не мора да значи дека така ќе биде и дрн. Али гледајте го видеото што ги постирам се тактички изберени. Тактички изберени. Шо биде да не заглави програмата. What? Тоа па не го видов. Славчо, ако гледаш видеото, нешто интересно се појави. То после ќе видам, брат, што се појави уствари. То никош го немам видено. Како и да е, на друго што сака да видам што е страшно е... Значи, гледајте, другари. Викам, што мислите, дали ќе има bull market или сме веќе во крипто зима и само ќе паѓа? Значи, другари, многу лошо е тоа, 20% е многу, брат. Крај пропадна, ќе паѓа се 20% е многу. Значи, дори ја лошо го поставив прашањето тука. Или не е лошо поставено прашањето е... Гледај, значи постирам видео кој што е многу битно. 643, сигурно дали 10 луѓе огледале. Постирам пул 2,4. Значи на луѓето поинтересно е да ја да поставам прашање, да видат од сега, ај така ќе правиме. Еве. Геймерско глувче зебена работа да имате. Натиснав од страната, се живо ми се измести. Другари, многу ладно пиво пив денеска. На грлото може да се осеќе. Значи на кригло удрив толку ладна, што мислам дека ќе умрев. Брат, тие американци се ненормални. Добре е, не сме летно време, тие глупости у боја. Чекай сега, се концентрирам. Значи 3 сата, више ми се спие. Значи овие 20%, чекай, може ли да видиме? Значи, другари, Ей, 58 души ли, бе? Другари, овие 58 луѓе, шо сте? Слободно ми пратете пораки, гледајте да ми пратете на Instagram, не на Messenger. На Messenger имам милиарда пораки и буквално луѓе не можам, братче, да одговорам зашто сум блокиран. Значи на Instagram ми пратете, овие што сте 58 луѓе, пратете ми принт скрин од вашето портфолио, ако сакате, и да видам што ви е грешката, разбира, зашо мислите тоа. Дали сте купили нешто што не е технологија, многу е паднало и се плашите, да видам што може да ви помогнам, што ви фале. До сега само тројца пратив и што да купат. Значи пратете да видам. Значи први што им прати не беше страшно, имаше за повише за Cardano да има само да си накупи. И Jupiter, пратете ми ако сакате на Instagram порака, зашо сте толку исплашени, зашо не верувате. Да видиме што има, нема да ги објавувам. Значи тоа што ќе ми го пратите вашето портфолио, нема да го објавувам. Само ќе гледам да видам што имате и да гледам да ви помогнам да видам што е финтата, разбираш. Да видам што би требало да докупите. И ја ви гарантирам дека тоа со сигурност, братче, нема да пропадне. Значи 20% е многу голема бројка. Многу голем процент уствари. Да мислат дека ќе оде... Не, многу лошо го поставив ово, ќе треба нов пул да направам. Сакав да... Гледа што сум натиснал. Сакав да напишам bull market ќе лета или bear market дека улавам у bear market и дека ќе паѓа само надолу.
Јас сам препшал крај пропаднаки пак е само надолу. Значи до душа овие луѓе мислат дека сме у bear market фактички, така ли треба да ми потврдите на YouTube по коментар и на Instagram кој сака бе, кој не е супер. Кој сака еве да улезе на Instagram, да ме додадете, да ми пратите пораки од портфолиото, да го разгледам, да видиме шо ви фале. Шо би ви помогнало еве да сменете кафе шема, цигари и други штетни поруци, да ги сменете, да видиме да видиме колку у бул маркетот ќе имате профит, ме интересира. И ќе стоят како доказ ќе стоят во schedule post. То може од другите админи некој да е ставил pending approval. Джоле Марков шо брат. Еден, два, три, четири, три. Интересно, да. Ева, пруф. Другари, одам да спијам. Значи, финтата е без паника. Ја не ме интересира дали ќе паѓа или не. Кој си има кешче, може да се коригира и да си славе там декември, јануари, кој ќе е бул маркетот да прославе. Чеде, па колку го типаве, брат? 26 минути, а викав 15. Другари, јас извинувам за ладното пиво што го дрифи, гласо ми е чуден. Извинувам се за звуко од лаптопа ако не се слуша убаво, ама ќе ги ставам двете видеа. Извинувам се за моите аматерски брзи видеа. Здрави у Македонија, ако ќе дојдам, ќе правиме некој по-геймерски, по-така канал, нешто интересно крипто, Star Atlas, па може да правиме и више и Axie Infinity да играеме World of Warcraft стил, само Axie Infinity, ама секој посебно ќе си играе. Секој посебно ќе си играе за него, да не се караме и фала на сите што ми давате поддршка, што ме гледате. Мала бројка, ама тие сите брат 300-400,000 луѓе да станат, еви 161 замисли што имате инвестирано у Star Atlas замисли да станат многу по профитабилни, јако сум пресреќен од 161 брат. У американците едва имат по 1-2 пријатели. Ја имам 1000 крипто пријатели што сум у контакт, така да повеќето луѓе више знаат дека се земат информации, затоа и не дремат кај мене. Разбираш? И си имат више своje мислење и своји коини и токени имат изберено. Така да фала на сите за поддршката, па здраве, повише ќе се дружи у Македонија и по-професионално нешто ќе направиме во Македонија. Еве со Славчо, со Бојан ако сака. Бојан го нема, Бојан дека ќе зна. Бојан јави се брат. Да не те киднапираа банкарите. Бојан нешто ептениче зна, не е ич активен. Значи ќе направиме нешто со Славчо у Македонија. Он е за техничка анализа, ја гейминг и конспираси. Треба да снимам. Гледаш, само ми се спие. Не може да се концентрирам, човече, да снимам едно интересно видео за теорија на заговор, да одделам видеа, слики, нон-стоп сум натам, помагам и плюс имам гости, па и гледаме кино-мино и времето многу лита тука брзо у Сиетл. Знаете, оноко ќе врне дош, да не ја тупам брат, здраве, у Македонија ќе направиме нешто поинтересно. Чао, фала за поддршката, не забравајте лайк, шер, коментари, за да бустаме, гледате нема да станам милиардер, значи да бустаме и ќе лупнам некои награди там декември кога ќе имаме bull market. А ако банкротираме, ништо, доваѓаме Македонија, која има добра компанија, ќе работиме. И тоа е, ќе собираме за 2029. Чао.